Tonight, something strange happened in the skies over Arizona that still hasn't been fully explained. An event now known as the Phoenix Lights. It was extraordinary. No one knows for sure what happened that night in the skies over Arizona in March, but thousands of people saw something. Здраво сите, добродојавте во враќањето на сезоната 2 на Ускер Supernatural. Ова беше таа сезона каде што истражувавме во прашањето дали воземјаните се вистински и разгледувавме некои можни случаи на воземјани, на на НЛО, на Men in Black, на мажите во црно, го разгледавме тези случаи дали има некаква врска со воземјани. Денес како дел од тоа истражување во прашањето дали воземјаните се вистински, ќе го разгледаме случајот во Феникс, Аризона, односно светлата во Феникс. Тоа се смета за еден од најдобрите случаи на НЛО затоа што имало многу очевидци, па мислам дека за другите податоци мораме да влеземе во случајот. Околу 19 часот на 13 март 1997 година во Феникс, Аризона, на небото беше забележана В формација од 5 светла. Тие светла биле како во форма на буквата В. Еден ден претходно неидентификуван воздухопловец сведочеше дека базата на воздухопловните сили ЛУК добила повик во 20:32 часот од аеродромот во долината Прескот, велејќи дека летечки објект речиси се судрил со мала Цесна. По враќањето на два авиона F-15 за истрага, еден од пилотите бил, цитирам, изваден од памет и опишал В формација на светла на небото. Воздухопловните сили подоцна негираат дека тоа некогаш се случило. Според Националниот центар за известување на НЛО, првиот повик на 13 март пристигнал од 20:16 часот од пензиониран полицаец во Полден, Аризона. Националниот центар за НЛО тоа тврдеше дека почнало да прима многу други повици од јужниот дел на Полден и дека се јавиле преку 700 сведоци. Сите овие, како што кажам, сите овие луѓе се јавувале во овој центар за НЛО, за НЛО сведоштво или например како видиш нешто и сега овој бил центар за таму идели и кажувале што виделе. И сега овие сите луѓе се јавиле во од 8 часот до 8:30 тој временски период се јавиле за да кажат дека на небото гледаат 9 светла во форма на буквата В. И никој не знае што е тоа, сите били испаничени и мислам дека мораме да продолжиме. Околу 22 часот беше забележан втор сет светла, иако овој пат се гледаат 9 светла. Ова го сочинуваше неголемиот дел од сведочењето на очевидците, вклучително и клипови од ТВ како CBS 5, MSNBC и Fox News Channel. Техничарот Дена Валентин тврдеше дека можеше да се види формата на предметот за светлата, но можеше всушност не се гледаше масата. Повеќе личеше на сиво изобличување во ноќното небо, тоа беше брановидно. Во написот на USA Today се вели дека контролорите на летање не може да ги видат светлата на радарот, дури кога ги гледале со своите очи. Значи, ова е едно новите детали што го прават овој случај, да речам, уникатен. Тоа е дека самите луѓе во армијата што работели во воздухопловството не биле свесни дека тоа се случува, односно и дури кога го виделе тоа на радарот немало ништо. Не знам како би било тоа возможно, освен ако не се работи за воземјање, ако биле авиони би ги виделе на радарот, Општиот консенсус на сведоци беше дека светлата компрометира делови од еден голем брод, иако некој рекол дека секој светло индивидуално. Од повеќето луѓе, како што кажам, општиот консенсус било дека тие светла биле како еден голем и масивен вселенски брод, да речеме, а некој пак велеле дека тие биле како индивидуално, тие биле посебни на некој начин, не биле дел од тој масивен вселенски брод што го кажуваат другите сведоци. И мислам дека можеме да продолжиме. Верувачите на првото рекоа дека леталото е големо, не испуштало звук, се движело бавно и повремено од леп дело. Зборувајќи за големината на леталото, Сју Вотсон го опиша како шопинг центар кој лета на незиниот дом. Тоа беше целосно заоглен бумеранг. Значи ова дава многу интересен опис на леталото. Било вика во големина на шопинг центар или така личило, не знам. И тоа летало на незиниот дом, или така кога видела прв пат било на незиниот дом. Се не знам точно на која височина, ама знам дека ова го опишува како многу големо. И мислам дека можеме да продолжиме. Една статија на USA Today ги стави видеоклиповите преку компјутери и анализираше дека формирањето на светлата е долга скоро 2 километри. Бил Грајнер, водач на камион и сведок на светлата, рече дека видел две групи на светла, едната како летни од базата на воздухопловните сили, а подоцна и како брка два F-16 авиони што летале во воздухот.
Тој сведочеше дека, цитирам, пред ова, ако некој ми кажеше дека видел НЛО, јас би рекол да, јас верувам во самовиди. Сега имам сосема нов поглед, можеби сум глупав водач на камион, но видов нешто што не припаѓа овде. Значи да речем многу добар, како се вика, нели, одговор дал, нели, за тоа што го прашале што видел, нели, рекол да, ја не верував пред тоа, не верував во НЛО. Но ова што видов не може да биде ништо земски, ова беше, нели, наистина беше вселенски брод, и дури се шегува, нели, пред тоа некој ако ми кажеше дека видел НЛО, ја ќе му рече дека верувам во самовили, но сепак после ова самиот се уверил на некој начин. На 6 мај истата година, Френсис Барвуд, советничка на градот, го праша Френк Фербенкс, градскиот менеджер, дали ќе има истрага. Барвуд објави дека, откако прашал дали некој знае што е овој објект и дали тие може да го проверат, Барвуд го сретна цел куп погледи. После тоа, таа рече дека градскиот управник ја тргнал настрана и рекол не требаше да го поставиш тоа прашање. Барвуд подоцна беше исмејувана членовите на советот, а неколку месеци потоа случајот остана без нови докази. Значи, нели, Френсис Барвуд, кој што била, нели, она мејор или мајор, нели, каунселор, не знам како ги вика точно, овде не пише советничка на градот Феникс, таа сакала да испита, нели, понатаму и да направи истражување и да се утврди навистина што било тоа, но никој од нејзините колеги не верува во НЛО и дури почнале да испмејуваат. Во јуни случајот беше доведен до национален интерес. Фајф Симингтон, гувернерот, одржа пресконференција на која тврдеше дека го нашол виновникот за цветвата, изнесувајќи го обвинетиот некој во големо воземјанско одело на шега. Но потоа тој јавно призна дека ги видел цветвата, додека неговиот кабинет се распрашуваше за предметот, тие никош не доби одговор. Помислам дека сега можеме да го видиме видеото. To escort the accused into the room so that we may all look upon the guilty party. Don't get him too close to me, please. И сега мислам дека е време да влеземе во теориите и со цврстли докази да видиме што е точно, а што не точно, нели, за разлика од овој гувернерот што се шегуваше со, нели, тој човекот во костумот на видеото што само што го видовте, и мислам дека мораме да влеземе во теориите. Првата теорија е официјалното објаснување од воздухопловните сили на САД дека светото на небото биле само огнени топки фрлени во вежба за обука од голема височина таа ноќ. Војската наверува дека тие топки биле фрлени над полигонот Goldwater во близина на Гила Бенд, Аризона, иако вреди да се напомене дека воздухопловната база Девис Монтан во Туксон, базата што наводно извршила вежбата, првично изјавила дека нема авиони во воздух во тоа време. Поранешниот пилот на F-16 Тай Гро верува дека светата може би биле војни ракети. Тој вели дека ракетите одат дотаму каде што ги носи ветрот. Ветрот може да ги носи сите на еднакво растојание. Во јуни истата година локален водител на вести сними уштено пуштање од блесокот од страна на војската, а скептиците сугерира дека има неверојатна сличност со светото на Феникс. Значи, нели, тие уштенаш снимиле на такво пуштање на, како што рекле, нели, армијата дека тоа биле војни топки, се извинувам, огнени топки, и навистина имала голема сличност меѓу тие огнени топки што ги пуштила армијата со, нели, светата што се појавиле во Феникс таа вечер, и мислам дека може да продолжиме. Еден важен детал е во кое време војската наводно фрлила ракети ноќта на светлата во Феникс. Падот на одблесокот очигледно се случил околу 22 часот, познат како во истиот момент кога биле пријавени видувањата на вториот сет светла, но иако тоа веројатно ги објаснува тие светла, тоа се уште не нуди објаснување за првиот сет на светла што биле видени скоро 3 часа порано. Еден човек по име Мич Стенли тврди дека за време на првото видување случајно користел телескоп со голема моќност, способен да види 1500 пати повеќе светлина од човечкото око. Кога го погледнал првиот комплет светла, тој тврди дека биле авиони. И сега, нели, овој човек со телескопа што некако случајно, нели, се десило да баш тогаш има со телескоп гледа нагоре, и сега, нели, овој човек оди против 600 сведоци кои нели биле сигурни дека тоа биле како светла што не биле авиони, а овој вели дека биле авиони. Инаку морам да кажам дека воздухопловството на САД, нели, рекува дека навистина тоа биле авиони кои што фрлале огнени топки, и тие огнени топки биле пуштени во одредено време, и се кога тоа време ќе се види,
може да се потврди дека тоа било истото време кога бил виден вториот сет на светлата над Феникс, нели? Но тоа, нели, како што кажав, тоа било за вторите, а за првите нема одговор, нели? Тоа и дори да ви докаже дека навистина тоа биле светлата над Феникс во вториот сет на светот, тоа не може, нели, да ги одговори прашањата што биле првите светла над Феникс што се појавиле, нели, во 3 часа порано пред да се појави вториот сет на светла. Иако е привлечна, оваа приказна изгледа чудна кога се земе предвид фактот дека ниту еден авион не бил пријавен во воздухот за време на првото видување, и бидејќи тоа не било само едно светло, туку 5 светла, се чини чудно што ќе има 5 непознати авиони кои летат во тесна формација без да бидат евидентирани. Значи, мислам дека со овој пасус само што прочитав, може да се отфрли теоријата дека тоа биле воздухопловни авиони. Значи не само еден, туку 5. Ако биле тие 5 светла, 5 авиони, нели, сигурно дека ќе имало некаква евиденција или, нели, ќе се виделе на радарот тие авиони, но како што прочитавме, нели, воздухопловството не можело да утврди дека тоа биле авиони, и дури, нели, самите кажале дека ние немавме пуштени авиони во тоа време. И мислам дека можеме да влеземе во втората теорија, која што по мене, нели, точна. Втората теорија е дека светлата не биле огнени топки, туку вистински НЛО, а можеби доказ за воздушски живот. На третата годишнина од светлата беше изведена уштена демонстрација со огнени топки во обид да се имитираат светлата. Овој пат од националната гарда, но луѓето не беа убедени дека тоа е нешто го виделе 3 години претходно. Блескавите, цитирам, огнените топки, цитирам, трепка и се движеа непревидливо, а не на бизарниот групен начин на светлата на Феникс. Нели, сега се обиделе уште да го имитираат тоа, да речат, ќе фрлиме огнени топки, за да видите дека ова стварно биле огнени топки. Но, нели, луѓето долу, нели, ги демонтирали уште нешто, ги демонтирали овие воздухопловството и рекоа не, овие се движат многу рапидно, да речем, се вртат околу и одат горе доле, и ова не личи ниту малку на светлата над Феникс што ги видовме 3 години порано. Джим Делетоза, експерт за специјални ефекти, ги анализираше видеото од светлата и рече, цитирам, немам поим што беа тие. Тој и неговиот тим ги детализираат огнените топки, како, цитирам, совршена униформа без светлина, без варијации од еден до друг рап и без јај. Тие ги исклучија лазерите, ракетите, холограмите и светлата на авионите како потенцијални извори на светлина. Значи, нели, тој самиот човек што бил експерт за вакви, да речам, нели, како што кажам, експерт за специјални ефекти со светла, рекол дека тие видеа немало шанси да бидат манипулирани, односно, нели, фотошопирани и да биле додадени некои работи што би ги направили да личат кој да се светло НЛО. Вика тоа немало шанси да се случило, многу биле, нели, како што кажале, во совршена форма биле и светливата била без варијации, нели, како што се кажал тој. Нели, немало траги на Photoshop. Дори ако светлата биле погрешно идентификувани како ракети или авиони, ова се уште не објаснува бројни сведоци кои опишуваат масивно летало на кое биле прикачени тие светла. Следејќи го тоа, на 14 март 1997 година, утрото по светлата во Феникс, еден воздухоплов од воздухопловната база Лук детализираше вознемирувачко приказно претходниот ден. Тој тврдеше дека базата добила повик од аеродромот во долината Прескот. Цитирам, известувајќи за објект што имал речиси се судрил со една мала цесна. Тој тврдеше дека овој повик дошол, цитирам, приближно во 20:32 часот, дека најшле на нешто над крајот во Феникс, Аризона. Како резултат на тоа, воздухопловецот тврди дека воздухопловната база Лук испратила 2 F-15 авиони за истрага. По нивното враќање во базата, како воздухопловот го пише пилотот на еден од F-15. Цитирам, командниот пилот на овој лет никогаш не сум го видел овој човек по-исплашен. Тој беше исплашен до смрт. Тој не беше сигурен што видел. Неговата изјава беше дека тие го следеле овој авион. Тој видел 5 различни светла во триаголен модел. И мислам дека можеме со овој доказ да речеме да потврдиме уште повеќе оваа втора теорија која што навистина ни велеше дека тоа биле светла од, нели, некој селески брод што, нели, заради различни причини седеле над Феникс, Аризона на таа вечер и, нели, не биле тоа никакви огнени топки како што велело воздухопловството. Има многу докази што се спротивставуваат, поготово, нели, против првата теорија. Нели, првата теорија велеше дека вежби правеле, нели, од армијата и од воздухопловството правеле вежби и тоа биле огнени топки кои што ги пуштале за да направи нешто, не знам точно што сакале да постигнат тоа, да постигнале со тоа, но како и да е, нели, имаме многу докази што идат против тоа и како што кажавме, нели, тие кога
Кога отвориле радарот, нели тие со самите своји очи гледале дека има светва, а на радарот не гледа ништо, нели, ако наистина биле авиони, би морало да бидат од САД, а ако тие авиони биле од САД, нели, морало да се покажат на радарот. Сега може да не биле ни авиони, ни НЛО, може да било нешто трето, затоа нели немавме никакви докази, да речеме, или факти кои што би може да ги разгледаме, но како и да е, јас мислам дека ќе се навалам на оваа втора теорија, како фаднели на НЛО, мислам дека ова е еден од најголемите НЛО случаи во 90-тите години и нели во целата историја, да речеме, на планетата Земја, затоа што нели да речеме што овој случај го прави толку добар, го прави тоа што имало многу сведоци. Сите сведоци го виделе тоа, на пример, не може да го види еден само ќе речеме дека лажам, го виделе преку 700 граѓани на Феникс и мислам дека е нешто што не може да се одбие. Сега дали тоа што го виделе било на вистина по некоја случајност дека тоа биле огнени топки пуштени од воздухопловството на САД или на вистина бил еден масовен вселенски брод, останува мистерија. Како и да е, мислам дека ја направивме оваа прва епизода, оваа премиера на сезоната 2 од Алискир Супернатурал. Се гледаме во петок во 15 часот, до тогаш можам да кажам пријатно.